Како да не е доволно што на 40 степени треба да се возите со автобус, па уште и треба да го чекате со часови ако воопшто стигне. А кога ќе се качите во него, треба да ви е страв дека тоа може да ви биде последно возење. Повеќето остануваат со дефект, а не ретко пламнуваат во оган или се превртуваат. Последниот инцидент во низата беше вчера кај фабриката цементарница во Кисела Вода, кога автобусот со број 13 кој патувал од Железара се запалил во делот на моторот. Благодарение на брзата реакција на возачката, единствената жена во ЈСП што вози, која веднаш го почувствувала чадот и алармирала, па патниците навреме излегли и затоа нема повредени. Огнот не можел да го изгаснат затоа што еден од противпожарните апарати во автобусот не работел, а вториот бил без црево. За среќа наишол друг автобус, па биле искористени апаратите од кај него. Поради вдишениот чад, возачката итно била пренесена во болница, но по неколку часа откако и била утврдена стабилна состојба, пуштена е дома. Граѓаните реагираат, бараат одговори, решенија и обнова на градскиот возен парк. Велат на овие пеколни температури е неподносливо да се патува со автобус во Скопје. Нека донесат нови автобуси, нека не се изживљаваат више со нас. Аутобусите не се безбедни. И не е прв пат тоа да се десило. Во некои аутобуси работат, во некои не. Ама не се хигиенски чисти. Треба да се подобри, за да можат луѓето да се возат као што треба. Може би требало да не има толку автобуси, ама сепак почесто да доаѓаат. Во адвокатните, например, многу е жешко, али во приватните колку толку повеќе се трпи за климата. Ако не се сервисирани, си има некој друг да преземе одговорност. Не се шоферите виновни. Не се чувствувам безбедно, треба да се обноват, немаат некои автобуси, немаат клима. Сето ова се случува додека градоначалничката Арсовска бистри политика и се пресметува со колегата од Чаир Висар Ганију. Објавува фејсбук статуси за дивоградбите во Чаир, наместо да се занимава со решавање на вистинските проблеми кои ги тиштат скопјани. Реакција стигна и од синдикатите кои велат дека возачите трпат притисоци од своите претпоставени. Велат дека се приморани да возат расипани автобуси иако навреме ги пријавуваат дефектите. Ги знаеме точно проблемите што ги имаат возачите, точно знаеме кои проблеми ги имаат самите возила, ама директорот само вика толку знам. Возачите му алармираат на шефот дека возилото не е добро, они му прават шефовите во ЈСП, тие што се главните јунаци и херои во ЈСП, му прават да речеме таков проблем и притисок на секој воzač кај што му налага да задолжително седне на возило. Па дури имало возила без антифриз. Синдикатите алармираат дека само 40% од возниот парк на ЈСП е технички исправен. Во последните 12 месеци најмалку 5 автобуси на ЈСП се запалија, а поради дефект еден заврши директно во жардинјера.